Еве да го прашам уште еднаш Стојанче Ангелов кога планира да ја напушти коалицијата со ВМРО-ДПМН, затоа што тврдеше дека влегол у коалиција со ВМРО-ДПМН за да се донесе законот за бранители. СДСМ не можеле, не го донеле, излегол од коалиција со СДСМ и пратеникот на левица Сашко Јанчев процедурално побарал потпредседателот Антонио Милошовски да закаже седница на Собраниската комисија за социјална политика, демографија и млади со точка на дневен ред закон за бранители. Вели согласно член 63 од деловникот бараме од вас да закажете седница на комисијата и да оставите законот за бранители. Свативме дека Африм Гаши од Вреди нема да го направи тоа, но прашањето е зошто Антонио Милошевски од ВМРО-ДПМН не го прави тоа. На располагање се колешките Ласовска, Лозановска, Ангелина Петкова, Бисера Златевска и нивните имиња, че овие се сите кои што може да ја водат седницата, кои што се исто така членови на ВМРО-ДПМН и пратеници у собранието. Значи, ги излажа и луѓето и за ова. Ова е законот кој што го поднесе пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска. Значи што се случуваше? Претходно комисијата водеше пратеничка од ДУИ. Пратеничката од ДУИ наводно ја блокираше работата на комисијата, па ја стаја од Влен. Па имаше една ситуација кај што таа пратеничката од Влен не беше на седница, СДСМ преку пратеничката Тренчевска се обиде да ја стави на дневен ред седницата на комисијата ја водеше пратеничката Благица Ласовска. Благица Ласовска ја изигнорира и одби да го стави на дневен ред законот за бранители. Сега, бидејќи Африм Гаши не е тука, седницата ја водеше Антонио Милошевски пленарна, побара Јанчев да се стави на дневен ред итно и да ја води седницата некој од пратеничките на ВМРО. Не го прифатија ни. Значи закон за бранители нема да се донесе. Без разлика што најпатриотската партија у државата ВМРО-ДПМН се разбира наводници е на власт.